Јавното обвинителство е клучна институција која има обврска да ги гони сторителите на кривичните дела од јавна соба, со што ќе овозможи заштита од сексуално вознемирување и родово засновано насилство на сите жртви. Неефикасноста на оваа институција во казнувањето на сторителите на родово засновано насилство ни е позната одамна, а овој заклучок само се потврди со случајот јавна соба. Институцијата е особено неефикасна кога станува збор за сексуално вознемирување на интернет. Па низ годината слушавме различни оправдувања за неказнување на сторителите. Нашите пријави за онлайн вознемирување и говор на омраза завршуваат со пријавувањето, без да добиеме каков било одговор или во најдобар случај основното и висшето јавно обвинителство да си ја префрлуваат топката. Јавна соба е случај на масовно и организирано сексуално вознемирување, со бројни жени жртви и бројни сторители мажи, кој трае повеќе од една година. Кога се појави случајот, надлежните институции не убедуваат дека превземаат се во согласно со закон и дека сторителите ќе бидат санкционирани. Но после една година стана очигледно дека тоа нема да се случи, со што се овозможи поддршка за сторителите, а не за жртвите. Жртвите се множеа, а сторителите не се уплашија. Продолжија со сексуално вознемирување, продолжија со злоупотреба на лични податоци, продолжија со родово засновано насилство. Наместо да ги санкционираат сторителите, со што ќе спречат оваа група да продолжи да постои, ги повикаа повторно жртвите да пријават. Жртвите пријавуваа, они им велеа дека за фотографиите сами се виновни. Не, жртвите не се виновни. Виновни сте вие што не ги санкциониравте сторителите, што наместо на страна на жените, застанавте на страна на насилниците. Оттука јавна соба е само доказ дека насилството врз жените има институционална форма. Тоа се спроведува и од страна на институциите со нивниот молк. Законските измени што ги најавувате се позитивни, но задоцнети и не се неопходни за да се санкционираат сторителите на јавна соба. И според постоечкиот кривичен законник, јавна соба е кривично дело. И по ратификацијата на Истанбулската конвенција, кривичниот законник претрпе измени, но пропуштивте да го вметнете сексуалното вознемирување како кривично дело. Бараме конечно да сватите дека насилството врз жените не е личен проблем на секоја жена, туку ваша обврска. Не ни требаат ветувања и уверувања, ни требаат санкционирани сторители и ни треба правда за жртвите. Бараме да си ги исполните обврските, поради кои добивате плати секој месец, бараме да постапувате согласно правото, а не според лични и произволни убедувања, дополнително потикнати од непотизам и корупција. Немојте да не убедувате дека институциите се спремни да не заштитуваат од родово засновано насилство. Голем дел од нас тоа го знаат и на своја кожа. Наместо ова, санкционирајте го секој полициски службеник кој нема да постапи согласно закон, кој ќе обвини жртвата или уште повеќе ќе стори насилство над жена. Бараме да им верувате на жртвите, а политичката волја да ја покажете со санкционирање на сторителите и на ниту еден друг начин. Солидарноста и емпатијата кон жртвите е првиот чекор на отпор против патриархалниот шовинизам. Поддршка за жртвите, не сте виновни и не сте сами.